Не поминаа ниту 10 месеци откако ја формира алијансата, Sony и Honda го представија првиот прототип на идното свое електрично возило. Јапонците добро ги засукаа ракавите и веќе го смислија и називот на новата марка, која се вика Афила. Не е објаснето што точно значи, но е кажано дека нема да се задоволат само со еден модел и дека се разгледува цела гама. Пазарното лансирање на оваа лимузина ќе биде во 2026 година, најпрво во Соединетите Американски држави каде ќе се произведува. До тогаш Honda треба да ја развие електричната платформа, а Sony да одлучи што ќе се вградува во неа. Тоа пак воопшто нема да биде лесно, бидејќи јапонците предвидоа голем број технолошки решенија. Всушност, целата идеја за овој автомобил произлезе откако Sony за саемот на потрошувачка електроника во Лас Вегас пред 3 години подготви концепт со кој само сакаше да ги покаже своите иновации. Сега прикажаниот прототип со својот елегантен изглед дизајнерски подсетува на него. Во чистите линии на каросеријата интересно се интегрирани LED светлосните елементи и екран на кој може да се испишува било што, од временската прогноза до наполнетоста на батериите. Минималистички дизајнираната кабина обилно е дигитализирана со поголеми екрани и футуристички управувач. Интеграцијата на технологиите ќе овозможи ново ниво на забава, навигација со проширена реалност и можност за полуавтономно возење. Од техничките карактеристики споменато е само дека ќе има 2 електромотора и погон на сите тркала. За моќноста и автономијата јапонците не кажаа ништо. Уште е објавено и дека должината изнесува 4,9, широчината 1,9, а меѓуоскиното растојание точно 3 метри, како и дека во возилото се монтирани вкупно 45 сензори и камери.